Беки, добре дојде во Хитмејкер. Добро те најдов. Конечно успеав да те донесам во емисијава. Те напна више пола година. Така, пола година се договараме, ама од оправдани причини, така некој турбулентен период, иако кај нас е секогаш турбулентно и доста живо. Но овој период беше баш така, доста со активности, непредвидливи ситуации, не може мислам прости ми, иако многу сакав да дојдам токму кај тебе. На работа. Знам дека секогаш беше оправдано. Беки, од самиот почеток на твојата кариера, само насловите кои ќе ги кажеме, Мачо, Сакам нешто жешко, пред Мачо имаше, или пред Сакам нешто жешко имаше, како се викаше сега? Што ми направи? Што ми направи? Да плачам како дете, што ми направи? Само насловите кои ќе ги прочитаме, јасно ни е дека се работи за еден храбри чекори во едно вакво општество, посебно пред тие 35 години или колку помина. Дали се содруваше со одредени табуа? Со какви проблеми се справуваше? Па на почетокот, прво морам да кажам дека од дома секогаш имав поддршка, тоа не беше никогаш проблем. Иако визиите на моите родители може беа поинакви, но и тоа се обистини. Но во принцип, прво имав проблем да ги убедам луѓето, исто како впрочем и ти, дека сцената бара предизвик, дека сцената бара нешто невообичаено, дека секое излегување пред камера треба да биде шоу, па макар да е и на 2 минути. Така сметав дека треба, и кога тргнав во македонскава музичка сцена, тоа беше уште порано со Недопирлив, како предгрупа на Мизар на времето, што беше за нас на 16-17 години, нели? Ова не го знаем, да? Да. Со Дутја Бојаджиев, група Ребека, така се викаше групата, мислам, бевме средношколци. Но сето тоа беше невообичаено, поготово што ова сето ти што го кажа, самите наслови, начинот на кој што ние, јас и моите танчери настапувавме по тоа, беше шок за целата јавност. Да, имало музички групи, имало танчери на сцена и предходно, но... Ова беше прво каде што веќе видовме шоу бизнис. Да, и каде што естраден уметник пејач излегува, да речеме, во некој аутфит кој што можеби пред тоа не бил соодветен, односно не бил замислив за кај нас да биде за на сцена. И прво, значи, тој целиот поп израз, начинот на изразување во самите текстови во песните. Голем дел од текстовите се твои, сега нели чиста случајност што ти ја правиш емисија, но во секој случај изразот беше поразличен. Ние излеговме од тоа клише балкански поп рок. Ние правевме европски, светски. Значи, изразот во текстовите, во музиката, аранжманите, сето тоа беше малку поразлично од... А ги следиш ли младите сега? Што мислиш? Како им е нив? Дали се судруваат со исти табуа, дали прагот е поместен понатака? Па мислам дека не има ништо спектакуларно понатаму. Нема сега наметнување од медиумите или од телевизијата на стилови, на репери за што е квалитетно, што не е да одбереш дома. За едно време кога имаше музички редакции, музички уредници. Така, кои што беа образувани, кои што знаеа што треба да се пушти. Значи, чим се појавиш на телевизија, ти веќе си поминал некаков филтер. Така е. И не си случај. Така, и тоа беше многу тешко да се дојде до промоција. 6 месеци. Секој ден идев со касета во Македонска радио телевизија и секоја недела таа касета беше со нова песна. 6 месеци они нема емисија за мојата музика. Додека еднаш не упали и веќе тргна. Јас пак си бев јас. Но јас морам да ти кажам, кога ти прв пат настапи, јас те памтам на едно килимче
се сеќавам. Него килимчето Јас да, точно, да. Се спремав некаде, не знам нешто и така, нели, успат, се шминкам, па циркам и гледам и слушам нешто што е поразлично од тоа што го слушам вообичаено како музика овде. Кога се појави, значи тоа беше едната работа. Твојот израз, појава, акцент и на танц, на гардероба. Едноставно имаше замисла како тоа се треба да изгледа. Видовме една контрола на сцена. Нешто друго што би го додал кај тебе као нешто, да кажеме, револуционерно, според мене, е дека со твоја песна, твој спот, прв пат видовме дека може македонски спот да изгледа светски. Постоја спотови до Обиди се и после Обиди се. Како стапил контакт со Дејан Миличевиќ? Тоа сега сакам да ти кажам, значи јас веќе пеев, сакам нешто Шишко, беше голем хит, се пушташе по радијата и Дејан ја слушна песнава на радио и рекол, вау, многу ми се допаѓа преработка на Хатстап. Кој е оваа девојка? Па гледал некои, нели, мои снимки, слушал Мачо, сакам да ја запознам и ми се јавија луѓе, мислам дека беше Бане од Видео Лаб, за да се запознаеме и каже, јас сакам да ти направам спот. Јас сакам да бидам режисер, но за тоа се потребни финансии, затоа што добар спот кошта многу пари. Во меѓувреме јас сакав тоа да го направам, но не знам со кого и баш сакав и да патувам во Србија да најдам некој режисер таму. И така се поклопија коцките, но ништо не е случајно. Тргнав во потрага по спонзор. Потрагата по спонзор траеше, можам да ти кажам, на 3-4 месеци. Чукав од врата на врата, буквално одев по улица и кај што имаше компанија, фирма, јас тропав и влегував внатре. И им објаснував што тоа ќе биде. Прво луѓето вака ме гледаа се, од кај, зошто пари за спот, па МТВ нека ти сними спот, мислам. Сето тоа беше така, но кога ќе им кажев која сума на средства е потребна, некако им беше неверојатно се. Па знаеш се, ти мораш да ги разбереш. До тогаш биле спотовите бесплатни или коштале ај колку да поделиме 100 марки, 200 марки, тогаш беа марки. Така. Нели? И најнаш доаѓа човек што бара 5000 марки. Минимум. Така беше. И тоа треба сите ние и за тоа да сме му благодарни, бидејќи после тие 5000 марки ние многу лесно две бара. Така, но не само тоа. 5000 марки беа само да се сними сето тоа, нели? За да се земат, нели, сите реквизити што се потребни за видеото, плюс да се снајдеш за гардероба, шминка, фризура, сето тоа си беше плюс. И едноставно кога дојде ред, нели, да снимаме, првото снимање беше доста, да кажам, малерозно. И па тоа сакам да ти кажам, затоа што никаде во јавност јас неам видено, бидејќи бевме во исчекување. Се снима денес спотот, идат да снима, и слушаме информација, ја истумбаа колата, нема снимање, викам не е могуче, викам чекаме толку време еве да се деси овој спот. Да. И не се случува спотот, значи им се случува нешто на луѓе, среќа немаше повредени, мислам. Имаше тешко повредени луѓе. Кажи ни што се случи. Тргнавме караван од некои 15 коли на снимање и сите одевме еден позади друг и на патот према Тетово, тука од десна страна, како што е, нели, малце длабнатина една од патот излета една од колите. Но ние позади во редот, пошто се застана целиот ред, нели, се сопре сообраќајот на автопатот, а не знаевме што се случило и само почнаа луѓе да трчаат, сообраќајна незгода се случи и свативме дека се тоа дел од нашите луѓе кои што тргна и тоа токму еден од спонзорите. Беше во таа кола брат на, мислам, двајца браќа беа собственици на спонзорот. И ништо, јас само го видов Мики, кој што сега ми е сопруг, нели, кој што тогаш беше со мене. Да. Беше во војска, па баш излезе тој ден да биде присутен на снимањето на видеото. Го видов целиот во крв. Значи, тој се симнал доле, пошто Мики беше веќе при крај со студиите по медицина. Иден доктор, нели, и ги вадеше луѓето од колата, пошто никој не се осмелувал да влезе доле да види што се случува и Мики ги носел на раце буквално. Ги вадел и така да, фала Богу, никој не беше нешто да речам со последици, после тоа се добро се заврши. Но ете се откажа тој ден снимањето и потоа, нели, повторно за една недела закажавме друго снимање.
и се испадна како што треба. Франц ти гостуваше? Франц ми гостуваше, да, па сите мислеа И после имаше тоа дека ми забуна било дека сте во дечко, ми било врска. дечко. Јас не си викам, слушај, правиот Беше типац е у спотот, Да, да. али не е Франц. Така, така, така. Никој не знаеше дека ми е дечко, пошто имаше неколку момци таму нели на плажа, ама Франц беше као нели тој кој што го сакам и на кој што му пеам нели во песната. Веднаш почнаа да фотографираат сите со мене, се случува. Одам на една забава. Вау! Одам пред зграда, деца 20 дола ме чекаат за автограми. Мислам, тоа беше наистина за мене. И убаво заокружи после тој албум, убаво заокружи со бидејќи си почнала со Мизар и обработка на Мизар. Тоа ми беше дамнешна живот. Тоа ми беше. Кажи ми, дамнешна бараше живот. дозвола, нешто се Сите. состана со Од нив. сите поединечно. Пошто Тоа тамо беше таа тешко песна не се ни знае која е, чија е, кога идеш у замп ќе видиш 200 така, ние стигнавме за 200 замок. пријави за таа песна. Да, да. Значи вака, јас требаше да си прво сите ми рекоа ти си луда. Кај таа песна прво си они се караат, чива е, што е, викам, Да. окей, нека се караат, јас ќе ја преработам, знаеш. Што правиш преработка, мораш. Дури Хатстаф ние баравме од Џорџо Мородер дозвола за да ја преработиме само на македонски јазик. Секогаш сум сакала да биде нели како што треба и во однос на моите соработници, во однос на почитување на секој што дал свој удел нели во сето тоа што се работи. И одидов прво кај сега да не ги кажам по имиња, сите ги собрав, сите ги сретнав, но во принцип работата беше многу врвка меѓу Ристо Вртев и Горан Трајковски, Гутра. Така да морав двајцата да ги седнам во замп, заедно отидовме. Доста се чувствуваше една, да кажам, непријатност во воздухот. Седевме на една маса во една просторија во замп. Тие молчат, јас молчам, сите молчиме. И така, тие си кажаа по еден-два збора, што, како, зашто, но на крајот, ете, за да биде во интерес на делото, на музиката, се потпишаа дека тоа е заедничко и дека, ете, сите имаат удел. Еве за крај, Беки, би те прашал, ако ги следиш и помладиве пејачки, која од нив би ти било онака кејф на срцето да направи кавер од твоја песна? Па не знам, искрено вака има повеќе. Мислам пејачи, интерпретатори, нели, кои што одлично си ја знаат работата и пеат одлично. Но ете така еден специфичен израз гледам во, да речам, во правењето на видео, спотови, аутфитот, кај Антонија Гиговска. Да, мора да ја признаеме дека пристапот ти е добар, мислам, правилен кон стајлинг, кон експериментирање, како тоа да изгледа. Но претежно на овие балкански простори има некој специфичен израз и тоа можеби не можам уште да го прифатам, моето не го прифаќа. Ама окей, нели, нови генерации можеби така сакаат, така да слушаат, така да. Да, стил е во прашање. Тоа е некој стил. Јас секогаш велам дека под број 1 песната не треба да трае подолго отколку што на авторот му требало време за да ја направи. Значи, песна што трае 3,5 минути да биде направена за 2 минути. Тоа е број 1. Број 2, нема лош стил на музика. Од джез до наједноставен поп. Со тоа сме разговарале многу и со Гаро. Така. Значи, Гаро збориме за музичар кој што е, нели, пар екселанс. Да. Дека не постои лош жанр на музика и се може да биде врвна уметност. И наједноставниот поп може да биде врвна уметност. Се согласувам. Само да има musicianship, значи рака на музичар во сето тоа, бидејќи се работи за музика. Така. Инаку, сето тоа многу набрзо ќе стане апсолутно небитно дали е направено од AI или од човек, од битмейкер, бидејќи како иде деградација на
прво бил композитор, па сонграјтер, па сега битмейкер, Да, не знам што е следно. А и стискач или опишувач на песна, што ќе напишеш каква песна треба да направи ај. Доколку ние избегаме од духот и од емоцијата, не знам тогаш дали тоа воопшто добро се слуша, дали тоа музика. Треба да се експериментира, но мислам дека повторно ќе се вратиме на композиторите, дека повторно ќе се цени тоа што е од душа создадено. Затоа што тоа сме ние луѓето. Значи се што правиме со сите креации околу нас. Беки, многу ти благодарам што беше наша гостинка. И јас ти благодарам. Знаеш како, со тебе секогаш ме биде убаво да се муабетам. И многу ми е драго што ете после подолго време баш си дојдов овде во Варшава во твојата емисија. Сега ќе ми направиш проблем, ќе почнат и други да ме викаат повторно. Значи, следниот пат кој ќе дојдеш, да дојдеш комплет и да си посвириме малци, да повториме. Да, се слагам. Да, со клинците. Да, само ќе треба уште еден концерт, нели? Да. Ти благодарам многу и за убавиот амбиент овде кај тебе. Ништо, фала ти на тебе за се што имаш постигнато и се надевам дека се уште ќе гледаме нови работи од тебе, дека животот малце ќе те ослободи, ќе ти даде воздух за да... Ако има системски решенија, на крај морам тоа да го спомнам, за лицата со попреченост ќе има решение за мене. Мора да се надевам и да се бориме, а ти си борец, си била и ќе бидеш. Фала ти. Фала ти.